скрининг процесот почнува, а во луката на Европа беше особено акцентиран ставот дека македонскиот идентитет и јазик воопшто не е ставен под знак прашање. Прво, мислам дека треба без задршка сите да си честитаме денес, бидејќи Северна Македонија ги започна преговорите за членство во Европската унија по 17 години чекање и навистина е тоа големо достигнување. Денес го одржуваме и првиот скрининг за почеток на преговорите, првата сесија на скринингот и навистина тоа ни отвара еден пат за движење напред и за чекорење напред, нешто што до сега го немавме. Во однос на ова што го кажувате околу унилатералната декларација на Софија, ние издадовме и наша денеска и тие унилатерални декларации немаат никаква важност за целокупното користење на македонскиот јазик во Европската унија, ниту пак за ставот на другите држави членки. Тоа значи само дека Софија изразува свој став, како што има изразено и во Обединетите нации кога не бил впишан македонскиот јазик, ние го изразивме нашиот став и тоа понатаму прашање не очекуваме да се споменува, очекуваме во наредните денови да го потпишеме договорот за Фронтекс со македонски јазик, каде што и Бугарија ќе го потпише како една од државите членки и сметаме дека за нас ова прашање е затворено. Не очекуваме понатаму тоа да се отвара, имаме јасни обврски од целиот пакет, имаме јасни обврски од протоколот кој што беше потпишан во минатиот викенд, така што за нас е патот отворен, само треба да ги спроведуваме нашите обврски, не очекуваме проблеми ниту предизвици. Македонскиот пат кон ЕУ е отворен. Дали тоа значи дека не постои ниту милиметар сомнеш дека може повторно да наидеме на некаква пречка? Секоја држава членка на Европската унија има право во текот на разговорите да отвара своји дилеми и прашања. Дали тоа од страна на Бугарија или било која држава би било легално и легитимно? Не. Секако дека не, бидејќи преговарачката рамка, заклучоците на Советот на ЕУ, отварачките изјави од двете страни се доволно јасни и прецизни што треба да се прави во кој период, во кои рокови и на кој начин. Сето друго би било злоупотреба. Ние не можеме никако однапред да имаме гаранција дека во иднина некоја држава нема да не блокира, но дека е сега отворен патот. Во минатото била Грција, денес до денес беше Бугарија, но факт е дека нема да е лесно блокирањето, ниту пак лесно може некој да се реши на блокада по овој чекор. Со стартот на преговорите влегуваме во една друга фаза, во една друга димензија во која што ние на еднаква нога, заедно на маса со сите, како што бевме денес со сите држави членки, разговараме за сите проблеми, за реформите кои што треба да ги спроведеме и работиме на остварување на задачите кои што ќе ни ги даде ЕУ, а тоа ќе го дознаеме во процесот на скринингот. Така што мислам дека треба да влеземе со самодоверба, со една јасна реформска агенда и без задршка да ги спроведуваме нашите обврски, затоа што тоа ни е најдобра гаранција дека нема да има блокади и проблеми. Нормално, нашето собрание усвои заклучоци кои што даваат и јасна рамка на действување, дека ништо поврзано со јазикот, нашиот македонски јазик, идентитетот и културната посебност, обележјата на еден народ нема да биде под прашање доколку тоа се отвори во било кој момент. Ние секако дека за тоа ниту ќе разговараме, ниту имаме намера да преговараме, ниту пак тоа е дел од европските правила. Значи, ништо од тоа не е во рамките на европските критериуми и затоа сме сигурни и се чувствуваме сигурни да влеземе во овој процес и да чекориме напред, затоа што доволно беше чекање и блокади 17 години. Како ќе успеете да ги спроведете уставните промени за што ви се потребни 82 пратеници? Дали ќе го примените истиот принцип на купување на гласови или можеби да ви се појави некој нов крстомуковски? Купување на гласови во нашето собрание никогаш немало во последните 5 години, така што тоа што сме успеале во еден значаен процес да убедиме определен дел од пратениците на ВМРО-ДПМН да гласаат за во случајот договорот од Преспа, беше една сериозна задача, сериозна операција која што требаше да не внесе во НАТО. Пред нас е уште една таква слична, иста задача, тоа е отварање патот за продолжување на преговорите со Европската унија, бидејќи денес ги почнавме. Мислам дека треба секоја политичка партија, секој пратеник да има доволно чувство на одговорност во наредниот период, бидејќи овој процес допрва почнува, ќе има време да се работи на тоа, да се одлучи дали е за
патот на Европската унија или е против. Мислам дека е тоа дилемата, не ништо друго, содржински. Уставните измени кои што сега треба да ги направиме се далеку, да речам, по-проблематични од тоа што сме го правеле во минатото со договорот од Преспа. Тој е темелно измени некои работи, до прецизирање на името на државата се менуваше и содржински. Ова сега е додавање на уште неколку заедници или групи во нашиот устав, што од секогаш бил наша вредност. Тоа не е ништо ново, ништо поразлично. Мислам дека сите партии, сите пратеници ќе имаат можност во наредниот период, ние ќе отвориме диалог, ќе разговараме со сите, да се изјаснат на која страна на процесот ќе бидат, дали за ЕУ и продолжување на тој пат или за нови застои и блокади. И јас сум убеден дека мудро ќе одлучат пратениците во тој нареден период. Имаме доволно време да разговараме со сите и да ги убедиме, и се надевам исто така и дека опозицијата ќе го разбере овој процес колку е важен и колку е важно да се обединиме околу ова прашање. Имаме ли доволно кадровски потенцијал да одговориме на предизвиците околу одговорите на поглавјата кои допрва ќе треба да ги започнеме преку диалогот Северна Македонија и Европска унија? Нам ни треба во процесот на европски интеграција и преговори со ЕУ широка општествена мобилизација на сите најдобри структури што ги имаме, најдобри луѓе во државата по одредени прашања. Така што ние покрај тоа што имаме веќе капацитети во институциите и што имаме веќе тимови во институциите кои што работат и до сега на тие теми, сега ќе треба да ги зајакнеме со луѓе од надвор. Сметам дека владата треба и ќе има отворена врата за сите експерти. Зборувавме и со премиерот да се ангажираат и до 1000 експерти, универзитетски професори, луѓе кои работат во областа, кои можат да дадат свој придонес во секое поглавје. Најважно е најдобрите луѓе да ги имаме на вистинските места, а партиската поддршка секако е битна и во собранието, и во секојдневниот тек на преговорите, но ова е време да оние кои што знаат и разбираат го дадат својот максимум. Па дури и луѓе кои што го напуштиле државата. Кадровскиот капацитет? Велам, ако ги искористиме сите, дефинитивно да, имаме кадровски капацитет да почнеме, имаме потенцијал за уште подобрувања. Мислам дека ако ги искористиме и оние наши луѓе, македонци и други со други етничка припадност, но од Северна Македонија кои што се моментално работат и живеат во Брисел, Виена, Париз и така натаму, а работат на одредени области. Јас познавам многу такви луѓе. Ако и нив ги искористиме и ако искористиме оние во државата кои што работат на универзитетите, по институтите, во институциите, во бизнис секторот, мислам дека таа национална задача успешно ќе ја завршиме и брзо. Дали откако добивме зелено светло за почеток на преговори со Европската унија, можеби се размислува сепак за одржување на предвремени парламентарни избори, за да го тестирате расположението кај граѓаните и за тоа колку имате поддршка кај нив? Мислам дека не е време за предвремени парламентарни избори, време е за напорна работа, време е за скрининг и време е за обединување околу овие национални задачи и цели. Владата и парламентот имаат мандат од 4 години, ние сме отприлика на половина од тој мандат и треба да се искористи втората половина за овие работи, а не за избори. Избори во овој момент би значеле само непотребна враќање на популизам, евентуално и национализам, политичко поентирање на структури кои што не секогаш сакаат добро на државата. Мислам дека има доволно и капацитет, и легитимитет, и собранието, и владата да ги искористат овие година и пол-две до изборите, до редовните избори и да дадат максимум во завршување на скринингот и продолжување на патот. Вице-премиер, ако 17 години постојано добивавме препораки за почеток на преговори, сега колку време ќе ни биде потребно за конечно да се приклучиме кон европското семејство? Тоа однапред од овој момент никој точно не може да го каже. Нашата цел е до крајот на оваа декада да ги имаме завршено преговорите и да бидеме членка на Европската унија. Ви благодарам. Благодарам. Македонско-бугарски медиумски форум, околу 20 новинари, 2 дена во Велико Трново, дебатира за реафирмација на говорот на разбирање, наместо окупацијата на јавноста со ширење на омраза и нетолеранција. Што се очекува од Северна Македонија? Колку и како на патот кон предпристапните преговори до Унијата може да се искористат искуствата од Бугарија? Познати новинарски имења од печатот и телевизиите, со оценки за емисијата Трилинг. Първо трябва да приемем, че ако искаме нето да стане да завинаги, макар че знаем, че в политиката няма завинаги и нищо не е вечно,
трябва да се научим да си говорим по различен начин. Видяхме, че е възможно, ако двете страни седнат и си говорят, колкото и клиширано да звучи, да се постигне нещо. Защото протоколът, макар съдържанието му все още да не е било правено публично достояние, да не е било публикувано, е ясно, че е резултат не от някакви задкулисни договорки, а от преговори между двете правителства, чиято същина всички всъщност познавахме, къде публично се обсъждаха, къде не се обсъждаха толкова, но това са искания, които България имаше през последната година, почти вече година и половина, и които в края на краищата могат да доведат, видяхме, че могат да доведат до раздвижване. Мисля, че първо трябва да сменим тона, по който си говорим, мисля, че трябва да сме открити едни към други и каквото се разберем, да го изпълняваме и от двете страни. Това е проблем за нас понякога, но е проблем и за вас. Просто двете страни да се държим едни към други, не като хора, които се нападат, които са заплаха едни за други, сякаш от другата страна на границата най-важното е, че съседа, който трябва да е партньор, крои някакви планове да прецака, казано разговорно другия. Македония има да извърви дълъг път и вероятно не е лесен. Колко ще е дълъг и колко ще е кратък, зависи от самата Република Северна Македония, тъй като в момента топката е в Скопие, в политическата класа в Скопие. България може да сподели своя опит по пътя на европреговорите и България, мисля, още 2007 година подаде ръка на Република Северна Македония, тогава Република Македония, като и каза, че може да предостави цялата си експертиза по пътя на европреговорите. Ние минахме доста сложен път. Път на изпълнение на ангажименти, път на изпълнение на договорености, които бяхме подписали. Това предстои за Република Северна Македония. Тя трябва да изпълни договореностите, да изпълни преговорната рамка, която е зададена и да изпълни изискванията, които са поставени пред нея и с които тя се е съгласила, както и договорите, които е подписала, в това число и двустранния договор между София и Скопие. Аз се надявам, че това ще стане скоро, но пак казвам, всичко е в ръцете на политиците в Република Северна Македония, от тях зависи. Смятам, че България наистина се превърна не успя да мотивира собствената си позиция, да каже на Македония точно за какво е стяга, какъв е проблема. И така настрои като че ли македонското общество още повече срещу себе си. Българската влада не успя да каже ясно, разбираемо, не за македонските политици, мисля, че те са наясно, но за македонската общественост. Какъв е проблема, какво иска, какво се цели да постигне, защо налага вето, защо спира Македония. Мисля, че сега с протокола, с историческата комисия, с всички тези неща, като че ли отиват леко в заден план, отпред остават само наистина преговорните глави, важните неща за Македония, които трябва да се свършат през следващите години. Това, което виждаме в преговорната рамка, че е заложено като автоматично условие за падане на ветото, то даже не е и вето, падане на блокиране началото на преговорите на Република Северна Македония към европреговорите е включването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. В момента, в който това стане, блокадата автоматично отпада и се почват преговори. По пътя на преговорите ще трябва да се изпълнят и останалите условия. Ако знаех като българин какво не знам, щеше да е много по-различно и обратното също е вярно. Мисля, че имаме много малко опит, дори не толкова само от към познание за културата на другия, защото има автори, които, да кажем, се превеждат от едната държава в другата, които се четат и без превод от едната държава в другата. Има филми, които се гледат. Мисля, че нямаме опита на взаимодействието с достатъчно среда в другата държава. Това, че някой ще отиде на Охридското езеро за 2 дни или на шопинг туризъм, да кажем, в България, или да разгледа София, или Велико Търново, както сме сега, не ни дава достатъчно опит в общуването с другия. Може да те е страх от другия или може да имаш недоверие към другия, когато не си говориш с него достатъчно. За това нещо може да допринесе да се промени едно много простичко друго нещо и то е връзките между нас, за които много се говори и малко се прави, пътни, ако щете,
бизнес връзки, да се подобрят неща, които ще ни поставят в контакти едни с други много по-често. Защото това е един от най-дългите пътища между две европейски столици. Между София и Скопие 3 часа и половина, 4, това е, извинявайте, но е варварско. Докато тези факти не се променят, ние няма да имаме този опит да общуваме с други и да свикнем, че другата среда е като нашата среда, просто ни дели една граница, норми, които определяме като различни езици, но в края на краищата и сме оформени в различен културно-исторически контекст, но в края на краищата в много други отношения първо сме едно, а в нещата, които не сме едно, можем да се разберем, правейки бизнес на маса и в какъвто искате друг начин. Всъщност, понякога изпълнението на европейските условия и на европейските критерии е един доста болезнен процес. Такъв беше той и за българското общество, когато, например, ние трябваше да закрием някои от реакторите си на атомната електроцентрала Козлодуй. Можете да си представите, особено в сегашната енергийна криза, какво означава това за българите. Какво би било, ако имахме и тези реактори на АЕЦ Козлодуй? Дали бихме имали тези страхове, опасения и рискове от цената на тока, цената на енергията въобще, защото тук включваме и геополитиката с газа, с руския газ. Но България го направи. Беше болезнена стъпка, но ние го направихме. Всяка държава по пътя си към европреговорите е изпълнявала определени ангажименти, условия и критерии. По някой път не е било лесно. Било е много болезнено, както и за България беше. Но в крайна сметка това е процеса. И България тук много може да помогне на Република Северна Македония. Аз не знам дали Република Северна Македония иска тази експертиза. Нашата. Ако я иска, България отдавна е протегнала ръка и може да бъде насреща. Това, което мога със сигурност да кажа, е, че и двете държави изгубиха много време. България усвои част от европейските фондове по начин, който не я доведе до оптималното и възможно развитие. Северна Македония инвестира много в отношенията с конкретни партньори, резултатите от които, например Сърбия, което е напълно разбираемо предвид историческите връзки, резултатите от които можеха да са по-добри, ако се гледаше по-диверсифицирано. Например, да се инвестира в въпросните пътища, които споменах, не е с заповед на бившия премиер Зоран Заев и да трябва да се прави инспекция в един есенен ден след обед как се полага асфалт, а да се положи системен труд за това връзките с всички съседи, не само инфраструктурни, енергийни. Сега с Гърция има активизация, но тази активизация не беше факт допреди няколко години. Да се осъществят на време и това би донесло голяма полза и за македонците като цяло. Просто въпросът, най-важното сега е да намерим заедно начин как изгубеното време да го наваксаме така, че дефекта, който сме имали от това, че сме били по-отделно, да го направим ефект. Така го виждам аз. Значи, национализма винаги в България е бил на някаква ниска степен. Винаги има националистически партии, крайно националистически партии, които са взимали около 5-10% от народния вод, от изборния вод. Така и ще бъде. Така и ще бъде. В момента обаче войната в Украйна, войната на Русия срещу Украйна, ражда някаква нова лява вълна. Това не е национализъм. Това е интернационализъм. Това е съветски национализъм. Това е една вълна, която като че ли ще вземе един добър процент от евентуални избори в България. Иначе на полето на българското политическо поле има две тенденции. Едната е силна либерална проевропейска политика, която иска да замени политиката на Бойко Борисов, която се характеризира с едни други такива елементи, който Бойко Борисов също не е антиевропейски настроен или нещо от този род, но той представлява една друг тип политика, която през миналата година се доказа, че има достатъчно енергия в българското общество да бъде сменена. Бойко Борисов управляваше от 12 години и неговото управление се характеризира с няколко елемента, които не са много харесвани в българското общество. Той събра в едно политическата
икономическата, медийната власт и това малко заприлича на тоталитаризъм.